Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова изјава на Киро Глигоров е некаде од пред 20 на години. Тогаш ја примевме многу рамнодушно, како нешто со кое сите се согласувавме. Денес, околу таа изјава на Киро Глигоров, дека македонците се словени, се кршат копија на јавната сцена. Ние сме Словени, дојдени во 6 век на овие простори и немаме никаква врска со Александровата цивилизација. Повеќе од 100 години е стара таа теорија која се уште е актуелна дека словените се некаде од зад Карпатите. Затоа не дојавме тука, во Украина, на лице место, да направиме емисија за земјата или за прататковината на словените. Просмујате насоски. Кога Пансас би ве прашал, што се словените, од кај се дојдени? Што би одговориле? На тоа прашање, за да одговори некој, треба да му дадеме Нобелова награда за историја. Денес русите својата национална стратегија и својата национална доктрина ја подпираат на две клучни точки или на две петонирани позиции, а тоа е дека се лидери во православието и дека се лидери во словенскиот свет. Ако денес повеќе од 300 милиони жители на Европа се со словенско потекло, тогаш е разбирлива таквата руска стратегија. Во едната и во другата точка на тие две руски стратегии им пречат Украина и украинците. Кога не би били Украина и кога не би били украинците, тогаш русите многу лесно би реализирале таа своја национална стратегија, да бидат пеемони во православниот свет и во словенскиот свет во Европа. Во што е разликата помеѓу рускиот и украинскиот јазик, помеѓу руската и украинската црква или помеѓу рускиот и украинскиот народ? Во 9 век украинскиот и рускиот јазик тоа бил еден јазик. И први руски главен град бил Киев. Гледате ги тие податоци за Втората светска војна или за жртвите во Втората светска војна, почитувани гледачи. Постојат многу статистики, постојат многу извори, меѓутоа сите се согласни во едно, дека во таа Втора светска војна имаат загинато помеѓу 6,5-7 милиони украинци и некаде помеѓу 5 и 6 милиони пољаци. Кога ќе испоредите бројките на загинати украинци кои се некаде околу 7 милиони и ги ставите во корелација со околу 6 милиони на загинати германци и некаде околу 6 милиони на загинати руси, тогаш испаѓа дека малата Украина дала дупло повеќе, заедно со Полска, дупло повеќе жртви во споредба со Русија или дупло повеќе жртви заедно во споредба со Германија. Тоа е таа мегали идеја и на германците и на русите. Овие две држави без малку да бидат избришени од картата на постоењето и тоа да биде територија која ќе биде поделена помеѓу Русија и помеѓу Германија. Дали Украина може да се подели на два дела? Тоа се големите стравувања во Европа, дека Украина може да се подели на источен и западен дел, односно на проруски и проамерикански дел. Yeah, I think there is still such a division that the electoral behavior of the Ukrainian population shows that the more pro-Western parties have usually their support in central and western Ukraine, whereas the pro-Russian parties have more support in southern and eastern Ukraine. However, there is also a development that sort of reconfigures this classical dilemma of Ukrainian statehood, and I would say that most of the younger Ukrainians are now oriented maybe not towards the West but towards the European Union. Се наоѓаме на главната киевска улица Тара Шевченко, тука е душата и срцето на Киев, тука е душата и срцето на Украина, од оваа улица. Ние најавуваме нашата емисија за Украина, односно земјата која е на некој начин тој мост помеѓу истокот и западот и земјата кај што на најпластичен начин се судруваат тие интереси на Русија и интересите на Америка. Се наоѓаме во седиштето на Киевско-Печарската лавра, која важи за најстаро христијанско светилиште тука во Киев, во Украина,
и многу мина смета дека тоа е најстарото христијанско светилиште од тој вид во целиот овој простор на источното православие во делот на овие источни словенски народи. Ну, Киево-Печерская лавра, в которой мы сейчас находимся, это один из древнейших монастырей Киевской Руси. Хотя были основаны монастыри и до Киево-Печерской лавры, но лавра, которая появилась здесь с приходом основателя, преподобного Антония Печерского в 1050 году, стала действительно источником духовности не только для Киева, не только для территории нынешней Украины, но, наверное, для всего восточного православия. Се наоѓаме во срцето на Киево-Печерската лавра. Тоа е веројатно најголемото светилиште на Руската православна црква, изградено тука во Киев некаде на почетокот на 11 век. Постојат 5 такви лаври на територијата на Руската православна црква, една во Москва, една во Санкт Петерсбург и 3 тука на територијата на Украина. Меѓутоа Киево-Печерската лавра е убедливо најголема и убедливо најстара, и затоа се смета за духовно светилиште на Руското православие. Now we are in the territory of Kievo-Pechersk Orthodox Men's Monastery. This monastery have a special status, Lavra. As you know, Lavros from Greece translate like street. There are 5 Lavras in the territory of Ukraine and Russia. 3 in Ukraine and 2 in Russia. This is the oldest and biggest monastery in Europe. It's more than 960 years old. Пластично кажано, почитувани гледачи, тој конфликт на Украина со Русија помалку наликува на македонскиот конфликт со Грција, со Србија и со Бугарија, бидејќи де факто Русијата сака да ја скршат Украина и да покажат дека пиемонот на руштината во светот, пиемонот на православието во светот и пиемонот на словенството во светот не е во украински, туку е во руски раци. Од тие причини на некој начин се ништи украинската црква, се ништи Киев, се ништи Украина и се ништи све што наликува на православие и на словенство тука во Украина, а нема корени или нема блиски линкови со Русија. За разбирање на суштината на тоа прашање, која е прататковина на словените, клучно е да се одговори на прашањето или на дилемата каква е врската помеѓу Охридската архиепископија или Охридската црква и Киевска Русија. Господине Поповски, вие сметате Охридската архиепископија како црква мајка на сите цркви, не само на Балканот, туку и во Европа? Да, точно така. Како мајка црква или мајка водителка е именувана во многу извори, не само на балканските простори, туку и пошироко, ако се земе, например, историографијата на Полска, на Украина, на Русија, сите автори без исклучок ја нарекуваат мајка црква. Зашто? Зарад тоа што Охридската архиепископија своевремено се пружала од Малта до Русија. Значи во својата најголема сила, да, Охридската архиепископија или вие како што велите патриаршија се протега од Малта па тамо до Русија. За тоа постојат документи. Например, во срцето на католичката црква постоела епархија. Цела Јужна Италија била македонска епархија на Охридската црква. Таа била 380 години, значи под јурисдикција на Охридската црква. Андреа Сумланд е професор на Киево-Могиланската академија. Тоа е најстарата академија на православието или најстарата академија во Источна Европа, една од 3 најстари академии на просторот на Европа, формирана некаде на почетокот на 17 век и е носител на тој украински национализам. 1819 година царска Русија укинува оваа академија, бидејќи смета дека на тој начин најлесно ќе скрши украинскиот национализам. Украина е еден од бастионите на словенството во светот, посебно во тој триаголник помеѓу Минск, Брест, Литовски и Киев. Тука се смета дека е прататковината на словените. Дали денес украинците имаат одредени негативни ефекти поради тоа, посебно во тие односи со Русија и со русите кои сметаат дека треба да бидат главните пиемони на словенството, главните пиемони на православието во светот? Well, one could say so, that they are indeed one of the pillars of the Slavonic world, at least of the Eastern Slavonic world. Kiev is the cradle of Eastern Slavic civilization, and this is also one of the problems that all 3 of the Eastern Slavic, big Eastern Slavic peoples, the Ukrainians, the Russians and the Belarusians, have come out of this sort of first original Eastern Slavic civilization that emerged in the Kievan Rus in Kiev. And today one of the problems that Ukraine and Russia have is that Ukraine sees Kiev as the place where above all the Ukrainian nation originated, whereas the Russians also think that their nation originated
from Kiev, and around this idea, a whole ideology is built about the sort of three Russian nations: the Ruskие, the Great Russians, the Little Russians, and the White Russians, that allegedly belong to one big, so to say, Russian supernation. Кои се први докази, кои се први траги на контакти помеѓу Охридската архиепископија или патриаршија и Киевска Русија? Кога се тие први првите контакти потекнуваат со доаѓањето на кнегињата Олга на овие простори. Доаѓа, значи, на овие простори. Значи, да, на овие простори доаѓа кнегињата Олга за да се покрсти во Охрид. Во Охрид? Да. И во многу извори се говори дека таа го примила христијанството од раката на Охридскиот патријарх Григорий. Кнегињата, значи, Олга. Да, кнегињата Олга, 856 година. И значи владарката на Киевска, да, на Киевска Русија. На Киевска Русија. Таа останала 3 месеци во Охрид. Зошто во Охрид? Уште еден податок, што токму тоа сакав да го кажам. Зошто таа го одбрала, например, Охрид? Со тоа таа сакала да создаде мит, да создаде приказна за тој долг пат што го минала до Охрид, за да може да придонесе за проширувањето на христијанството во Киевска Русија. Тоа било нејзината главна цел. Кој на Поповски, значи, респект изразува. Да. Значи, се поклонува пред таа древност и пред таа големина на Охридската архиепископија. Ако дошло, значи, ако се кренала во тоа време да помине 1500 километри, толку горе-доле патот, помеѓу Киевска Русија и Охрид, значи, таа се поклонила пред величината, пред големината на Охридската архиепископија, или вие како нарекувате патриаршија? Таа многу добро пишува. Вика, се поклонив јас на првата сесловенска престолнина на христијанството во градот Охрид. Тоа многу фино го пишува јасно. Како доказ дека именно исто словенско, родовско стебло. Да, тоа е историски факт. Во 987 година дошол нејзиниот внук, великиот кнез Владимир. Значи, внукот на кнегињата Олга. Да, на внукот на кнегиња Олга дошол во Охрид, каде што се поклонил и каде што го примил христијанството. Тој тука стапил во брак со една од внуките на цар Самуил. Дел од македонските теолози смета дека многу важна улога во тој процес на христијанизација на Украина или на овие руски или на овие источно-словенски земји дава Охридската архиепископија, тама некаде 9, 10, 11 век. Клучно е прашањето кога Украина или Украинската православна црква или православието всушност станува официјална религија на овие простори. Ну, Киев, мы уже говорили о том, что Киев являлся средоточием, колыбелью православия на Руси. Не только потому, что здесь было совершено первое массовое крещение равноапостольным князем Владимиром, но и потому, что отсюда шли первые миссионеры, которые на север, на восток, славянским племенам разнесли веру Христову. Ја признавали ли таа доминантна улога на Охридската црква? Вие велите прва црква, мајка. Од секогаш. И тие од секогаш тие биле биле под юрисдикција на Охридската црква. И не само таа, например Дакија, Романија, Молдавија, значи денешна Румунија. Имаме Молдавија. Сите тие биле под юрисдикција на Охридската црква. Ако е од Малта, има делови на Јужна Италија и стига до Русија, тоа било огромна диецеза, значи огромен простор кај што юрисдикцијата е на односно на Охридската. Да, па видите, има 7 поглавари на Охридската црква кои отиле во Јужна Италија и таму вршеле хиротонија, например, на нови свештеници, на нови епископи и така натаму. И тие се среќавали и со римскиот папа, значи при својата посета на Јужна Италија. Што значи дека на тој простор живеело македонско население.
Гледате, ова е интересна архитектура, почитувани гледачи. Јас не сум експерт за архитектура, меѓутоа, поручувајќи ги сите тие историски црковни книги пред да одам тука да снимам во Украина, сваќам дека ова е една супер добра мешавина на некој византиски стил во изградбата на црквите и на еден модерен или барокен украински стил. Навистина овој барок не ми се допаѓа, бидејќи овој многу стар барок, некаде 3-4, па дури до 7-8 века. Нашиот барок кој е во Скопје е многу поубав. Тоа е таа за 1 или 2 години, меѓутоа сепак многу повеќе туристи доаѓаат да видат овој барок овде отколку не наш во Скопје. This church was built in architecture style which combined a post-Byzantine style and Ukrainian Baroque style. Господине Поповски, ви велите дека христијанството меѓу словенските народи се шири од Охрид. Во текот на историјата на Охридската црква, 36 поглавари на Охридската црква отишле во Русија и биле примени во царскиот двор најсвечено, со сите свечености. 36 поглавари. Во оваа пригода би сакал јас да го споменам. Што тоа значи од еден црковен аспект? Ако 36 поглавари на Охридската црква оделе во Русија и биле применени на највисоко ниво, биле применени во царските дворови, што тоа да е на црковен аспект? Тоа зборува дека тие ја признавале како врховна црква во словенскиот род. Значи Охридската црква ја признаваат како врховна црква во словенскиот свет. И во многу извори вие од постари автори кои што пишувале воопшто за Охридската црква и за врските на Охридската црква со Киев и Москва, например, секаде се зборува како мајка црква. За прв пат во историјата обединувањето на тие источно-словенски племиња, тоа се руси, украинци и белоруси, се случува 980 година од нашата ера во времето на кнезот Владимир, тој прв пат ги обединува. И тоа се смета почетокот на таа Киевска Русија. Русија тоа сака да го прикажат како формирање на првата руска држава, украинците сака да го прикажат како формирање на украинската прва држава, и тука е конфликтот помеѓу тие две големи држави, кои некогаш биле дел од Советскиот сојуз. Православие началось в Киеве, здесь, на нашей земле, да, и распространялось на восток, на север, и земли Киевской Руси в дальнейшем были просвещены из Киева. Значи, вие сметате дека таа Киевска Русија на некој начин, низ историјата, низ вековите, ја признавала супремацијата и доминацијата на Охридската архиепископија. Не само Киевската Русија која што постоела во тоа време, како се викала Киевска Русија, целиот тој простор. Меѓутоа и Русија, и Молдавија, и Дакија, значи сите, или потосно наречена Влашко, сите тие ја признавале како врховна црква Охридската црква. Сите српски кралеви на некој начин ја признавале доминацијата на Охридската архиепископија, па дури во однос на Печката патриаршија. Да, па видите, Стефан Душан во 1346 дошол овдека во Скопје за да се круниса во цар. Душан Силни. Да, и го крунисал Николај I, Охридскиот патриарх. Најмокниот српски владар во историјата. И што е особено важно, во сите негови грамоти, тој се нарекува крал на македонците. Значи не на србите. Тука нека да правиме пауза за реклами, се враќаме после неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија на тема која е пратотковината на словените. Во вториот дел ќе може да видите кои се тие битки помеѓу словените и античките македонци. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на дома.мк.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Втората теорија, која во последно време станува многу актуелна и многу прифатлива, е дека таа пратетковина на словените не се наоѓа зад Карпатите, туку се наоѓа зад реката Дунав или некаде на левата страна на реката Дунав, и тоа соодветствува со денешната територија на Романија. Затоа ние дојавме тука, во Романија, на лице место, да ја провериме вистинитоста или релевантноста на таа втора стратегија дека пратетковина на словените е левата страна на реката Дунав. Се наоѓаме во градот Улчеја, кој е северна Романија и сместена на обалата на реката Дунав. Ние дојдовме тука во градот или во градчето Улчеја, бидејќи тоа ни асоцира на три работи. Како прво, тоа е таа граница помеѓу истокот и западот. Како второ, тоа е таа граница помеѓу познатото и непознатото. И како трето, реката Дунав е таа граница која морале да ја поминат јужните словени пред да се населат на Балканот. Дали пратетковина на словените е тој простор на Украина, Полска, Белорусија? Дали во таква голема бројка од 100.000 го поминале Дунав и дошле и ги населиле, односно ги освоиле овие простори, и што всушност се словените? Прв пат во изворите словените со тоа име, или склавени, како што се во оригинална форма, се спомнуваат во 6 век од страна на Прокопи Кесариски, кој што е современик, и готскиот историчар Јорданес, кој што исто така е современик. На што се должи таа теорија на пратетковина? Се должи на фактот што Јорданес во неговата дело Кетика ги, меѓу другото, спомнува дека словените и антите биле истоветни со венетите. Значи, порано се нарекувале венети, така стои во неговото сведоштво. И таа еквиваленција што се прави помеѓу словените и венетите во делото на Јорданес послужува како основа да се конструира таа теорија. Дека има пратетковина. Дека има пратетковина и дека на тој простор на Украина, Белорусија и на Полска. Да. Во градот Улчеја всушност почнува територијата на делтата на реката Дунав, која е некаде распространета на околу 6000 километри квадратни. Таа е 80% на територијата на државата Романија, некаде 20% на територијата на државата Украина, за одредена споредба. Територијата на Македонија е околу 25.000 километри квадратни. Делтата на реката Дунав, која е составена од многу мали рекички, многу мали езерца, па дури има и навлегување на солена вода од Црното море, е распространета на околу 6000 километри квадратни. Ние се наоѓаме тука во градчето
грачето Тулчеа и како што може да видите, почитувани гледачи, туката реката Дунав се дели на два големи крака, едниот крак е Тулчеа, другиот крак е Чилију. И од тука всушност почнува таа делта на реката Дунав и која завршува од некаде безмалку до Црното море и како што реков е распространета на околу 6000 км квадратни. Кој е вашиот став? Не можеме ние да говориме за некаква прататковина, туку едноставно дека Јорданес и Прокопи Кесаријски се првите автори кои што ги спомнуваат словените. И дека словените можеме да ги бареме единствено во 6-тиот век како термин со кој што се означуваат одредени групи племиња кои што ја населуваат левата страна на реката Дунав, а не зад Карпатите. Значи, локацијата на словените на тој начин јасно се дефинира на територијата, можеби на денешна Романија, левата страна на реката Дунав. Делтата на реката Дунав е втора најголема делта во Европа која се простира на 6000 метри квадратни и после делтата на реката Волга која всушност се дели Европа од Азија, тоа е најголема делта во Европа. Тука на тие 6000 метри квадратни живеат околу 20.000 жители и тоа ова подрече го прави убедливо најненаселеното подрече на територијата на Европа. Се наоѓаат некои траги, пишени кои што велат дека и со бродови вршеле опсада на Солун. Па дури има одредени траги Цариград. Дека и на Цариград, на Истанбул, значи дел од направиле цела флота. Руски словени дека со бродови напаѓале на. Не само руски, ние имаме тука и авариите 626 година кога обседнуваат Цариград, словените ни направиле флотила вика од моноксили. Па имаме и при словените направиле. Да, така стои, словените и направиле вика моноксили, дури овај аварите ги обвинува словенските морепловци дека тие не се залагале доволно, па казнил неколку таму морепловци, словените се повлекле од опсадата и аварите пропаднаа како народ. Па ги имаме 821 при востанието на Тома Словенино, тој од Мала Азија го опсаднува Цариград, требало словените од Струма тука да му испратат флотила за бродови. Моноксили пак за опсада на градот, на Цариград. Значи, морепловството било развиено тука. Имаме податоци за нивни гусарски акции од устието на Струма на места по Егејското море надоле. Вика се занимаваат со гусарење. Дури некои историчари се склонни да прифатат дека оние податоци таму за нападот на морските народи на Египет дека се однесува на словените, ама тоа се податоци непроверени. Дали тие напади од тие морски народи се од тук. Но имаме византиски автори кои што и хроники кои што опишуваат дека словените се занимавале со морепловство, односно со гусарски акции, напаѓале и големи византиски бродови, ги плячкале. Ја гледате, почитувани гледачи, ова местоположба на делтата на реката Дунав. Според сите проценки, според сите мерења, таа се наоѓа под површината на морето или се наоѓа под минус една површина на морето. На одредени места тоа е некаде 5 метри под морската површина, на други места се наоѓа некаде на 30, дури до 30 метри под морската површина и тоа возможува влез на таа морска вода во делтата на реката Дунав. Од тука од грачето Тулчеа ископан еден канал кој е главната артерија на ова северна Романија кон Црното море. Тој канал води помеѓу Тулчеа и главната лука или главното пристаниште на Романија, тоа е градот Костанца, се протега некаде помеѓу 60 и 100 километри и затоа овој град всушност се смета како центарот или епицентарот на таа делта на реката Дунав. Така може се објасни дека можеле лесно да го поминат Дунав, кој е тешка река за сигурно дека не го поминале пешки или пливајќи или одејќи со трските вусти и така натаму. Тоа се веќе некои приказни што треба да се надминат, може би тие користат такви работи да се сокријат во мучуриштата некаде, ама Дунав е на толкова река ти така да ја поминеш. Значи веќе има организација. Да. А имаме податоци дека тие моноксилите за да бидат постабилни ги поврзувале повеќе 4-5 во едно, со даски ги прековувале и прави една стабилна флотила. Дури на нив прават и горе посебна конструкција да може да се качат кога доаѓаат до ѕидовите на градот Солун, да се качат горе на таа платформа, таа платформа да ги напаѓаат ѕидините. Се спомнува дека тие моноксили или мали бродчиња се некаде до 8 метри долги, собират некаде околу 12 луѓе. Зависи, значи од тоа зависи од дрвото. Имаме еден примерок изваден, сега се чува во историскиот музеј во Бугари, во Софија. Тоа е некаде околу тука некаде 8 метри од брест направен, веќе испитани дрвото се познава од тие брест. Толку тие собирале
Значи до 12 души. Сега, такви ти кога собереш 10, да ги прековеш, да ги споиш во едно по 12, тие се 120 војник. 120 војника да ти навалат на еднаш ги покривале од дозгоре на таа конструкција со сурови кожи, за да, пошто овие брнителите па фрлаат огин од дозгоре, запалива смеса и жар, врела вода, да се заштитат од дозгоре ги покривале со сурови кожи, кожата не гори. Така се заштити, така доаѓале до зидините близко, за да може да ги подкопаат и да влезат во градовите. И станува збор и за Солун и за Цариград. Тука зборувам при опсадата на тие градови, дават византиските автори како изгледале тие. Ние сега одиме од таа страна на реката Дунав, ние сега одиме во татковината на славените. Кој сака да остане во антиката, нека остане на ова обала на реката Дунав. Ние ќе одиме на она страна да видиме кај била прататковината на славените пред тие да се населат на просторот на Балканскиот полуостров. Вие сметате дека всушност левата обала на реката Дунав, значи лево од реката Дунав, а не лево од Карпатите, може да се смета како одредена територија кај што првпат се наоѓаат елементи или се спомнува дека може да постојат одредени словенски племиња. Да, значи прв пат и тоа во 6 век во врска со кога прв пат и се регистрираат како име и кога прв пат започнуваат да ја напаѓаат или да го пременуваат реката Дунав и да го напаѓаат Балканот. Тука во градчето Чилију Дунав се дели на два дела. Едниот крак е Сулија, вториот крак е Сент Џорџ. И гледате, почитувани гледачи, некаде воздушна линија 3 км од овде кај што ги снееме овие најави се наоѓа тоа вечно царство на птицата. Или тоа е едно царство составено од мочуришта, од многу мали рекички кај што е многу тешко да се живее. 3 км од овде е многу непристапачна територија и помалку налика на оние територии на индијанците во Северна Америка кај што е многу тешко да се екзистира и затоа луѓето бегаат од овде. Сега постојат многу теории. Она стара теорија, дека словените или прататковината на словените од зад Карпатите, таму реално и се наоѓа траги. Например, ние снимавме во Украина, има град Виница. Да, има во Македонија. има. Значи, оној триаголник околу неколку реки, Днепар, Днестар, Припјет, Да, Висла и така натаму одра. Значи, тој некој триаголник Белорусија, делови на источна Полска и Украина, оној врв горе према Белорусија се смета како некоја прататковина. Таму се наоѓаат огромни археолошки наоѓалишта, морам да признам. Да, ама малку има една друга работа што мене лично ми го мати умот. Тоа се многу богати предели. Таму. Таа земја е исклучително богата, знаете. Како сега некој човек од таму се кренал и дошол овде се побил горе во галичник, во скрките, во камењата. Може го избркале? Може досле посилно? Сега тука е проблемот. Дошле оние подоминантни причините за преселбите. Погледнато, онака како што ги опишува Прокопије Кесаријски, дека живеат на еден широк простор и вика се наречени спори, бидејќи спорадично ја населуваат територијата. Кога бевме во еден проект за истражување на средновековни градови по Брегалница, Осоговијата, таму ка македонска каменица Пијанец, Малешевијата, професорот Миколчич, археологот, рече: Ацо, евете ги словените. Погледни ги како се. Една куќа овде, една на другиот рид, трета на третиот рид. Еве ги, вика, спорадично како ја населуваат земјата. До ден денеска се така тие села. Ова е земјата на словените, почитувани гледачи. Во тој триаголник помеѓу Киев, Брест, Литовск, Мохилавс или Могилавс, како што се пише тука во Украина, била прататковината на словените. Сместена на ваква локација, таа прататковина овозможувала да се живее на еден нормален живот и тука се поставува клучното прашање: што ги натерало словените да ја напуштат ова убавина и да дојдат да живеат во Македонија? Постојат многу контраверзни теории, постојат многу алтернативни теории, постојат многу научни теории, меѓутоа веројатно за мене најприфатлива теоријата дека тоа што ги натерало е да дојдат во Македонија, да станат антички македонци и да може да гласа за Никола Груевски. Кога доаѓаат словените 6 век, новија простори, какво население начекуваат? Кој е населението? Кои се жителите на овој дел на Балканот, кој словените доаѓаат во 6 век? Не постои промена на името на територијата. Значи се македонци. Остануваат македонците. Само за илустрација, за време на опсадата на Солун
80-тите години на 6-тиот век и опсадата на Солун 618 година во византиските извори, во чудата на Димитрија Солунски се споменуваат македонци. Колку се споменуваат? Дури се споменуваат македонци, во чудата се вика тие одиграле значајна или голема улога во одбивањето на словенскиот напад. Значи, во одбивањето на словенскиот напад, во нападот на Солун, при нападот на Солун. Значи, при нападот на Солун има конфликт помеѓу македонците македонците во градот Солун, кој што одиграле значајна улога во одбраната на градот. Значи, тамо некаде 618 година се уште не е 584 и 618. Значи, се уште нема стопување на македонците. Значи, нема се уште. И словените. Нема. Може би постои уште една врска која ги поврзува словените со територијата на денешна Романија. Професорот Милан Бошковски смета дека претходници или наследници на античките македонци се денешните власи. Вие излеговте со една теза пред 3 или 4 години која беше доста контраверзна. Многу имаше полемика околу тоа, дека всушност Александар Македонски според вас или наследници на Александар Македонски се власите. И денес стоите ли на таа теза, бидејќи таа теза на некој начин тумбе ја имаше направена историската наука во Македонија? Па, така некако во историографијата, во определени делови или авторитети, така се смета. Дали ние сакаме или не сакаме, тоа е друго. Врз база на што тоа го кажувате? Врз база на што ги темелите тие ваши анализи? Анализата за дека се остатоци на властите античките македонци, бидејќи единствено властите припаѓаат на групата на романски народи, кои што се останале и го зачувале својот јазик. Од прилика тоа е. Тоа е ваше. За разлика од албанците, кои што се разликуваат од тоските или гегите, што подоцна се населени и исто така припаѓаат на романската група на јазици, а не се илири. Вие не сте влав, па тоа да го правите по некоја влашка основа? Нормално не сум. Значи, вие сметате дека власите се, можеби според една од теориите дека можеби се остатоци од таа античката цивилизација или македонската цивилизација на овие простори, бидејќи единствено станале низ вековите од тоа романизирано, како велите, население да функционира и да живее овде. Можеби се, но проблемот тоа што тие не се нарекуваат себе македонци. Господин Бошковски, овие власиве не зборуваме за современите власи. Овие власиви се или овчари, или се главни капиталисти у Македонија. Оние претходни македонци го освоја пола свет овие власи. Не ми се чини дека можат пола свет да освојат. Они не можат да освојат, што се вика со борба, ниту едно село у Македонија, ама можат овци да купат, можат крави да купат, можат фирми да купат. Како се трансформира меѓу време овие силни антички македонци овакви власи? Па знаете, бизнес популацијата и кога и во 19 век, и во 20 век, па и во современа Македонија од 45-та година, иако не се декларира дека се власи, главно ја држава власите. Добро, кога според вас доаѓа до оно целосно стопување на луѓето кои биле овде до 6 век, кои се нарекуваат македонци, кои живеат на територија Македонија, кој го носи тоа име со векови наназад, и луѓето кои доаѓаат според вас од таа страна на Дунав, според некои историчари од таа страна на Карпатите, кога доаѓа до едно целосно стопување? Низ вековите, словенскиот јазик постепено почнал да се наметнува или да се инфилтрира во населението. Настанува процес на прифаќање на словенскиот јазик, додека именување на населението со поранешното име на територијата како македонци. Процесот траел со векови.
со векови. Од овде, значи од ова прататковина на словените, тие се раселуваат и тие се преселуваат на нови локации во три правци. Првиот правец е на тие источни словени, тоа се белоруси, руси, украинци, кои некаде во 9-10 век прават првата заедничка словенска држава, тоа е таа Киевска Русија. Вториот дел се тие западни словени, чеси, пољаци, словаци, така натаму тие никош не успеваат да направат некоја заедничка држава. Единствено во времето на Австро-Унгарија живеат во една заедничка територијална творба и третата група е таа група на јужни словени, кои во еден временски период живеат во заедничка Титова Југославија плюс Бугарија. Значи да резимираме. Словените почнуваат помасовно да се населуваат некаде 6 век, дока е 8-9 век оди оно стопување со домородното население, кое се нарекуваат македонци, со територијата која се нарекува Македонија. Тие го прифаќаат тоа име, а го наметнуваат својот словенски јазик, а тој процес во една модерна смисла на зборот, територијата да се нарекува Македонија, а граѓаните или луѓето кои живеат тука да се нарекуваат македонци, го доживува своето крещендо со преродбата тамо некаде 18-19 век. Може да се рече така. Значи тоа би можело да биде некој резиме на тие процеси. Да. Тука во северна Романија на реката Дунав е местото кај што се спојуваат истокот и западот, местото кај што се спојуваат православието и католицизмот. Ова црква која се наоѓа позади нас е всушност православна црква, почитувани гледачи. Меѓутоа ако добро погледнете боите на таа црква, многу наликуваат на католичките цркви во Западна Европа. Ако ја погледнете камбанаријата, таа многу наликува на тие минариња на џамиите. И затоа некаде пред 5, 6 или 7 векови Дунав се сметало како место кај што се спојуваат цивилизациите и пред да биде измислена Нокија, Дунав по сушност функционирал како место кој ги спојува народите и граѓаните. Просмете Насоски, кога Пансас биве прашал, што се словените, од кај се дојдени? Што би одговориле? На тоа прашање, за да одговори некој, треба да му дадеме Нобелова награда за историја. Погледнете ова земја, почитувани гледачи. Станува збор за неислучително богата и плодна земја, сместена е во тој простор помеѓу 4 големи реки. Тоа е реката Дон, тоа е реката Висла, тоа е реката Днепар и тоа е реката Волга. Значи тука некаде е прататковината на словените, тука некаде е местото кај што денес живеат украинците и русите и кај што е таа најбогата земја која што дека може да храни барем пола од светот. Ако светот денес има некаде околу 7 милиарди, се проценува дека некаде за 50 години ќе стане 10 милиарди на жители, тогаш клучното прашање или прашањето на нидните влади ќе биде како да се прехрани толку големо население на земјата. Ова земја веројатно тоа го возможува. Има многу контраверзи, има многу скудни податоци околу тоа од каде словените има дојдено на територија на Македонија. Има само одредени траги дека се појавиле пред Солун, меѓутоа нема траги од каде дошле. Збориме за македонскиот дел на словените. Најмногу приврзаници, велам најмногу приврзаници, кои ќе погледнете кој како пишува во историјата денеска во Европа, најмногу приврзаници има оваа прикарпатската теорија, иако мене не ми изгледа за најверодостојна, но додека не се појават нови податоци, не можеме да негираме. Досега се сметаше дека словените се населили на Балканскиот полуостров некаде 6 век од нашата ера. Во раце држам снимки на 2 статуетки кои се сметаше дека се откриени потекнат некаде од 6 век на нашата ера. Прво се сметаше дека се словенски војници, сега се смета дека се словенски божества и последните анализи кои се прават на тие статуетки кои се откриени некаде на територијата на денешна Егејска Македонија покажува дека тие потекнат од 4 век од нашата ера. Тоа значи дека 2 века претходно, ако се потврдат и вторите анализи кои се прават на тие статуетки, значи 2 века порано може да се детектира доаѓањето на словените на Балканскиот полуостров, што ничкум или на глава ја става целата теорија дека словените се дојдени овде некаде 6 век од оваа ера. Кога првпат се спомнуваат словените на територија на Македонија? Јас не знам од каде ја наметна таа теорија дека преселбата на словените е 6-7 век. Може би тоа мислење е наметнато од еден податок што го дава еден византијски подоцнежен извор, но византијски император Константин VII Порфирогенит, кој зборува за преселбата на србите и на хрватите. Таа преселба става во времето на византискиот император Ираклија, тоа е 610-641 година, што значи тоа веќе прва половина на 7 век, да се разбереме. Значи,
Зборува за србите и за хрватите. За преселба на словени во Македонија Константин Седми Порфирогенит не зборува. Што остава простор за размислување зошто не зборува за Македонија, зборува како за војно-административна единица. Не кажува за населението кога е дојдено, од каде е дојдено. Можеби тоа е од тај идеја што тоа е од македонската династија. Па си полага некако право на античка Македонија и Византија, наследничка на античка Македонија на некој начин, во државно-правните институции и така натаму, и едноставно за ова население овде не збор. Овие статуетки, за кои се сметаше до пред 10 години, дека потекнат од 6 од 7 век, сега истражувањата покажуваат дека се од 4 век. Да, ако се поместува хронологијата многу напред. Ако се од 4 век, а ако се сите согласни дека припаѓаат на словените, некој веле дека припаѓаат на словенски војници, некој веле дека на словенски божества, тоа значи дека 2 века се поместува веќе тие. Да, што иде во прилог на онаа теорија за големата преселба, уште на почетокот на големата преселба со готите дека се дојдени заедно. Што има некои хроники, години порано. Да, има некои хроники од подоцнежно време од 16 век што кажуваат дека словените и готите заедно војувале против Византија. Ние за готите ја наоѓаме приказната дека заседнале околу мучуриштата во Македонија, дека се криеле во мучуриштата, што може би за тоа име готи да се кријат и словените. Значи, она што го рековте, тие статуетки, камо среќа да се согласат сега сите, тука е дилемата, што како се, но датирањата овие најновите треба уште еднаш да се потврдат. Ако се веќе тоа потврдат, веќе ние на тие простори ги имаме 2 века порано него до сега што се мислеше. Значи, има некои аргументи што кажуваат дека присуството на словените овде е од порано. Значи, не е 6 и 7 век само, него тога веќе стануваат ударни, доминантни. А нивно присуство тука кога зборуваат византиските автори, тие кажуваат дека кога овие се доселе тука, вика најдоа други слични на нив кои што од поодамна живеат тука. Зборувам и за Пелопонез доле, за езерците и за милинзите, што се споменуваат многу долго. Ако Византија наметнува нивната власт, до доаѓањето на турците тие се зачувани како езерци и милинзи. Можете да замислите. И вика тука, кога дојдат тие, најдоа и други што од порано живееле тука. Кога од порано? Значи неколку века, најмалку неколку века порано можеме да ја вратиме. Сега, кога дошле, како дошле, тоа останува енигма. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете неколку минути, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Вкусна магија. Бонитас.
Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов.